Канцеларијата на ОПСЕ со седиште во Виена засега не сака да се меша во скандалозниот тендер на министерот Османи, кој сделката вредна речиси 2 милиони евра за една конференција ја додели на фирма која била донатор на ДУИ. Ова може да се заклучи од фактот дека и по 6 дена откако побаравме одговор од оваа меѓународна институција, нема одговор на прашањата на Алфа за скандалот. Одговор може и воопшто и да не стигне ако се има во предвид дека централата на ОПСЕ и нема некаква врска со тоа како земјата претседавач, односно домакинот ќе организира конференцијата според нивните протоколи. Не е работа на ОПСЕ да се меша дали има сала или не, колку тоа би чинело и на крај кој ќе го добие тендерот, затоа што станува збор за буџетски средства на Македонија, а не на организацијата. Сепак, скандалот на Османи, кој милионскиот тендер за преадаптација на салата Борис Трајковски го додели на компанијата Eurovia, спонзор на ДУИ, влие на угледот на ОПСЕ како организација која се занимава со човекови права. Овој контроверзен тендер на Османи се коси со најмалку два принципа на организацијата – демократски институции и владење на правото. Додека ОПСЕ се држи на страна, а обвинителството молчи, антикорупционерите активно работат на предметот. Министерот Бујар Османи останува на ставот дека е избрал најповолната понуда и воопшто не знал дека Адеми, внукот на поранишниот вице-премиер Абдулакин Адеми од ДУИ, е главен донатор на интегративците за ланската година, иако на медиумите осамнаа слики од него, сопственикот на Eurovia и речиси сите партиски функционери од ДУИ. Имено, надлежните треба да одговорат дали министерот Османи ќе одговара што дал тендер на донаторот на неговата партија и дали тендерската постапка ќе биде поништена. За Османи битно е Македонија да не се брука пред светот, па затоа било потребна луксузна конференција која ќе го чини државниот буџет вртоглави 5 милиони евра. Само да прекинеме со ова брукање на државата. Ќе ни дојдат 70 министри од државен секретар на Соединетите Американски држави преку сите министри. Градиме имидж на државата кој што никогаш не го имала. И сега во овој лов на вештерки за кој што нема основа. Османи побарал 8 милиони евра од буџетот за Македонија како претседавач, достојно да ги пречека 70 министри на ОПСЕ и нивните делегации. Владата му одобрила 5 милиони евра, од нив 1,8 милиони одат за салата Борис Трајковски, 120.000 евра одат кај агенцијата Рейтинг за стратешки комуникации и промоција, а со останатите 3 милиони треба да се обезбедат хотелско сместување и VIP возила за превоз на гостите. Од она што е познато, Eurovia ќе изнајмува мебел и електрична опрема, а зидовите и тоалетите ќе ги реновира. Од компанијата на терен веќе активно работат и го расчистуваат теренот.